Ако сте посадиле краставици и следното утро ги гледате како висат, како да им се случила катастрофа, не брзајте веднаш со канта вода или со прихрана. Токму тука многу луѓе ја прават првата грешка. Краставицата по расадување не бара паника. Бара мир, топла почва, воздух и малку трпение. Првите 7 дена по садењето се најважни. Во тој период не е најголем проблем што нешто не сте направиле. Почесто проблемот е што сте направиле премногу. Сте полеали уште еднаш, сте ја раскопале земјата, сте додале џубриво, сте ја затвориле пластеничката фолија цел ден и сте мислеле дека и помагате. А краставицата во тој момент само се обидува да се прифати. Да одиме едноставно, ден по ден, како што би направил секој што сака здрав расад, а не проблем уште од старт. Краставицата не е домат. Доматот може многу повеќе да издржи. Краставицата е понежна. Не сака студена почва, не сака застојана вода околу коренот, не сака нагли промени и не сака тежок, затворен воздух во пластеник. Во Северна Македонија ова е особено важно. Во мај и почеток на јуни, денот може да биде многу топол, особено во Скопско, Велешко, Тиквеш, Струмичко или Овче поле, а ноќта сепак да се спушти доволно ниско за краставицата да застане. Во повисоките места и во Пелагонија, утрата може да бидат свежи и кога преку ден сонцето пече силно. Затоа не гледаме само што е времето напладне. Гледаме и каква е ноќта, каква е почвата и дали растението има воздух. Првиот и вториот ден по садењето правилото е многу едноставно. Сте посадиле, сте полеале добро при садењето и потоа не ја вознемирувате краставицата. Не ја проверувате на секој час. Не додавате вода од дозгора само затоа што листот малку омекно. Не ја раскопувате земјата околу стеблото. Во тие први денови коренот е под стрес. Тој уште не почнал нормално да работи во новото место. Ако земјата при садењето била добро навлажнета, нема потреба веднаш повторно да полевате. Краставицата во тој момент не бара уште вода. Бара услови да се смири. Она што навистина треба да го следите во првите 2 дена е температурата. Во пластеник, особено кај нас, сонцето многу брзо ја крева температурата. Напладне внатре може да стане како бања. Ако пластеникот е затворен цел ден, растението ќе овене не затоа што нема вода, туку затоа што му е претопло и нема воздух. Затоа проветрувањето во првите денови е поважно од дополнително полевање. Отворете врата, кренете страна, направете движење на воздухот, но без силен ладен промаен удар директно врз расадот. Ако дува силен вардарец или студен ветер, проветрувајте внимателно, но не го држете пластеникот затворен како тегла. Навечер, гледајте ја прогнозата. Ако ноќните температури паѓаат под 12 степени, а особено ако сте во повисоко место или во отворена градина, покријте ги краставиците со агротекстил. Не мора да правите ништо комплицирано. Мали лакови и лесна покривка се доволни. Краставицата студена ноќ ја поднесува многу полошо од доматот. Ако наутро видите дека листовите се малку посветли, малку свиткани или не изгледаат весело, тоа може да биде од студ. Не е веднаш катастрофа, но е знак дека треба да внимавате со ноќите. Третиот и четвртиот ден гледајте го растението, а не само површината на земјата. Многу луѓе ќе ја погледнат земјата од дозгора, ќе видат дека е сува и веднаш полеваат. Но површината кај нас брзо се суши, особено кога има сонце и ветер. Тоа не значи дека долу, кај коренот, нема влага. Прво, погледнете го самиот расад. Нормално е, ако преку ден на жешко сонце, листот малку овене. Краставицата испарува многу вода преку листовите. Но важно е што се случува наутро. Ако наутро листовите се кренати и растението изгледа живо,
тогаш се е во ред. Нормално е и ако во тие денови не гледате нов раст. Не очекувајте чудо на третиот ден. Краставицата тогаш работи под земја. Прави нови коренчиња и се навикнува на местото. Тоа не се гледа веднаш, но е многу важно. Нормално е и ако некој долен лист малку пожолти или изгледа изморено. Долните листови први го носат стресот од расадувањето. Не гледајте само во нив. Гледајте ја врвната точка, младите листови и целото држење на растението. Ако врвот е жив, растението има шанса брзо да тргне. Но има знаци кога треба да реагирате. Ако краставицата и наутро стои свената, ако цели листови пожолтуваат или побелуваат, ако врвот е оштетен и не дава знак на живот, тогаш проверете 3 работи. Температурата на почвата, влагата во земјата и воздухот во пластеникот. На 3-тиот или 4-тиот ден проверете ја влагата правилно. Не ја гледајте само корато од озгора. Ставете прст во земјата неколку сантиметри длабоко. Ако таму е влажно, не полевајте. Ако е навистина суво, тогаш дајте вода, но умерено. Подобро е да полеете помалку и точно кај коренот, отколку да направите кал. Краставицата сака влага, но не сака коренот да стои во ладна и застојана вода. Во тешка почва тоа многу брзо прави проблем. Во овие денови не ја ронете земјата веднаш до стеблото. Ова е честа грешка. Коренот на краставицата е плиток и се шири блиску до површината. Ако почнете да копкате околу стеблото, лесно ќе ги оштетите младите коренчиња. Ако има кора на земјата, работете подалеку од растението и многу плитко. А уште подобро, почекајте да помине првата недела. 5-тиот, 6-тиот и 7-миот ден веќе треба да видите дали краставицата се прифатила. Добар знак е ако врвот е жив и почнува малку да се издолжува. Добар знак е ако се појавува нов лист или младиот лист почнува да се отвара. Добар знак е ако стеблото стои цврсто, растението наутро изгледа свежо, преку ден може малку да омекне, а навечер пак се собира и се исправува. Ако го гледате ова, не и пречете. Не брзајте со прихрана само затоа што поминала една недела. Краставицата не се прихранува по календар, туку кога ќе се види дека навистина тргнала во раст. Ако при садењето сте ставиле малку зрел компост, прегорено арско џубриво или малку дрвена пепел, тоа е доволно за старт. Коренот прво треба да се прифати. Ако веднаш му дадете силна прихрана, растението нема добро да ја искористи, а може и дополнително да го оптоварите коренот. Почекајте да видите нов раст. Кога краставицата ќе покаже дека тргнала, тогаш има смисла да размислувате за прва лесна прихрана. Ако до 7-миот ден растението се уште не расте брзо, но е живо, листот се држи, врвот не е мртов и бојата е нормална, не паничете. Многу често причината е студена почва. Ова се случува особено во отворена градина, кога денот е топол, а земјата долу се уште не е доволно загреана. Краставицата во студена почва не оди напред. Може горе да биде сонце и топло, но ако коренот е во ладно, растението чека. Тоа е нејзина особина. Доматот полесно ќе истрпи таков старт, краставицата потешко. Затоа, ако садите рано, не брзајте без заштита. Подобро е неколку дена да почекате земјата да се стопли, отколку да ставите расад во ладна почва и потоа 2 недели да го спасувате. Да ја собереме целата шема едноставно. Првиот и вториот ден посадете, полејте при садењето и оставете го растението на мир. Следете температура, проветрување и ноќна заштита. Третиот и четвртиот ден гледајте го растението. Проверете ја влагата во длабочина, не само од озгора. Полевајте само ако навистина е суво. Не копајте до стеблото. 5-тиот, 6-тиот и 7-миот ден гледајте дали краставицата се прифатила. Ако има жив врв, нов лист и добро држење наутро,
се оди како што треба. Не брзајте со прихрана. Ако нема раст, но растението е живо, проверете дали почвата е студена и дали условите се стабилни. Тоа е целата работа. Без паника, без 10 различни препарати и без постојано мешање. Краставицата во првата недела не бара подвиг од вас. Бара топлина, воздух, умерена влага и малку мир. Ако тоа и го дадете, многу брзо ќе тргне и ќе ви врати со здрав раст.